Во текот на изминатото деноноќе на целата територија на државата, полициски службеници лишиле од слобода 7 возачи за безобзирно управување возило. 5 мина возеле без возачка дозвола, 1 со брзина поголема од дозволената, 1 со активна забрана и под дејство на алкохол, информираат од МВР. Оттаму посочија дека двајца возачи во Прилеп, по 1 во Скопје, Гостивар и Гевгелија управувале возило без возачка дозвола. 1 возач во Гевгелија управувал возило со брзина поголема од дозволената, додека 1 возач во Охрид управувал возило со активна забрана и под дејство на алкохол. Додаваат дека по целосно документирање на случаите ќе бидат поднесени соодветни кривични пријави. Апелираме до сите учесници во сообраќајот да ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, да не управуваат возило без положен возачки испит или доколку имаат изречена мерка за забрана за управување, или доколку се под дејство на алкохол, и сите заеднички да придонесеме за побезбеден сообраќај, порача од МВР. Од Министерството за внатрешни работи денеска информираат дека кампањата одговорно слави го успехот која ја реализираат секторот за полициски работи од општа надлежност, одсеците за превенција, одделението за полиција и одделението за криминалистичка полиција. Успешно се спроведува во средните училишта и наидува на исклучително позитивен прием кај матурантите. Младите со искрена благодарност и позитивни реакции ја прифаќаат поддршката од македонската полиција, препознавајќи ја не само како институција што се грижи за нивната безбедност, туку и како искрен партнер во нивното созревање и иднина. Со скромен подарок, но со искрена поддршка и голема символика, полициските службеници ги охрабруваат младите да продолжат по вистинскиот пат, да носат одговорни одлуки и да градат сигурна, успешна и достоинствена иднина, како за себе, така и за општеството во целина, велат од МВР. Пораката што се испреќа до младите е дека секој успех заслужува да биде прославен, но уште поважно е патот по кој ќе продолжат понатаму. Пат исполнет со достоинство, вредности, свесност и верба во сопствената иднина. Македонската полиција останува посветен партнер на младите, поддржувајќи ги не само кога е потребна заштита, туку и кога треба да се охрабрат, мотивираат и насочат кон правилни избори и позитивни животни вредности, порача од МВР. Шефот на Светската здравствена организација призна дека е длабоко загрижен поради размерите и брзината на ширење на епидемијата на Ебола, додека расте бројот на случаи на зараза. Од почетокот на новата епидемија забележани се најмалку 500 случаи на инфекција и 130 смртни случаи за кои се сомнева дека се поврзани со Ебола, изјави шефот на СЗО Тедрос Адханом Гебрејесус. Исто така во главниот град на Уганда, Кампала, потврден 1 смртен случај, 1 случај на инфекција кај 2 лица кои патувале од Демократска република Конго, каде што се потврдени 30 случаи на инфекција во североисточната покрајна Итури, кажа тој. Овие бројки ќе се променат со интензивирањето на теренските операции, вклучително и зајакнувањето на надзорот, следењето на контактите и лабораториското тестирање, изјави Гебрејесус пред членовите на Светската здравствена организација. Комитетот за итни случаи на СЗО треба да се состане денес за да разговара за епидемијата на Ебола. Комитетот е составен од меѓународни експерти кои го советуваат шефот на Светската организација. Постојат неколку фактори кои ја загрижуваат СЗО за можното понатамошно ширење на инфекцијата, како што се случаите во урбаните средини, вклучувајќи ги Кампала и Гома во Демократска република Конго, и покрајината Итури која е зафатена од конфликти, пишува Reuters. Случаите регистрирани кај здравствените работници исто така укажуваат на ширење на инфекцијата во медицинските установи, вели Гебрејесус. Рускиот претседател Владимир Путин ја започнува дводневната посета на Кина, каде што ќе разговара со кинескиот лидер Си Џинпинг за проширување на меѓусебните врски и клучните глобални прашања. Путин ќе биде придружуван од делегација министри, бизнис лидери, високи функционери, вклучувајќи ја и гувернерката на Централната банка Елвира Набулина и лидерите на големи енергетски компании како што се Газпром и Роснефт, соопшти Кремљ. Според најавите од Москва, двајцата лидери ќе подпишат заедничка декларација и серија билатерални договори. Советникот за надворешна политика на Кремљ Јуриј Ушаков изјави дека се очекува подпишување на околу 40 документи во области како индустријата, трговијата, транспортот и градежништвото. Меѓу документите ќе има изјава за градење мултиполарен светски поредок и нов вид меѓународни односи, изјави Ушаков. Планирана е неформална средба меѓу Путин и Си, вклучително и затворена церемонија на пиење чај, на која се очекува да се разговара и за конфликтите во Украина и Иран.
Во меѓувреме, поради западните санкции воведени по руската инвазија врз Украина, Русија се повеќе економски се потпира на Кина како клучен трговски партнер. Од Управата за хидрометеоролошки работи за денеска најавуваат променливо облачно време со сончеви периоди. Во крајните западни и источни региони ќе има услови за слаб дожд, ќе дува умерен дожд по Вардарието, засилен ветер од северен правец со брзина од 50 км на час. Во Скопје променливо облачно време со сончеви периоди, ќе дува умерен во делови од котлината повремено засилен ветер од северен правец. Времето во Македонија променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд, пообилен во западните и југозападните делови. Грмежи засилен северозападен ветер. Од Управата за хидрометеоролошки работи споделија и карта со метеоаларм за поинтензивни процеси со пообилен пороен дожд и грмежи.